Здраво на сите и добре дојдовте во подкастот Наука за сите. Кога прв пат отидов во Канада, мене ми беше многу на културолошки шок, што се вика. Ова е Томи Бошковски, мој нов и драг пријател кој што го запознав неодамна преку нашиот заеднички пријател и негов ментор, професор Никола Стиков. Томи е еден од оние луѓе кои ги среќаваш прв пат, но имаш чувство како да сте се дружеле од секогаш. Во моментов е докторски кандидат и истражувач при Институтот за биомедицински инженеринг, Политехник, Монтреал, кој што е афилиран со Универзитетот во Монтреал, Канада. Неговите истражувања се фокусираат на конектомиката, односно тоа е наука која се занимава со мапирање на мозочната поврзаност и квантитативната магнетна резонанца. Томи развива нови мрежни модели и методи за анализа на централниот нервен систем и се обидува да најде пософистицирани начини за рана детекција на Паркинсоновата болест и мултиплекс склерозата. Во оваа епизода подетално разговараме околу неговата биографија, неговите истражувања во Македонија и Канада, нашите заеднички иницијативи и заложби околу отворената наука, како и други интересни содржини. Јас сум Атанас Кирјаковски и ви посакувам среќна нова година и божикини празници на сите. Се надевам ќе уживате во оваа прва епизода во новава година. Кога замина прв пат во Канада? Во Канада заминав на 29 или 30 јули 2016. Добро, Значи тоа е пред 3,5 години. Да, 3 години, 3,5-4 години. Така. Замина да студираш таму, така? Да, заминав да студирам таму. Значи, и тоа е интересна приказна, како се случи сето тоа. Значи, ја бранам магистерската за нова година. Не знам, имаше еден период каде што бев онака. Не сакам да ја бранам сега, значи на 2-3 месеци, не ја бранам сега, го чекам правиот момент. И наеднаш одлучувам јас да ја бранам во 2015 година, значи завршено беше се... На кој универзитет и на кој факултет, само да знаат слушатели? Така, значи на Универзитетот Кирил и Методи, на факултетот за компјутерски науки и инженерство во Скопје, Финки. Така да, тоа беше тој момент каде што јас ја бранам дипломската работа на 28 декември, значи 3 дена пред нова година. И беше онака, баш во тој период аплицирам, сакав да одам надвор, да ги продолжам студиите надвор и во тој период аплицирам јас за студии надвор од Македонија. Сакав да го почувствувам какво е образованието и каква е науката надвор од границите на нашата земја. Така да, и баш го замолив мојот ментор, професорот Љупчо Коцарев, да ми напише една препорака. Пошто тогаш аплицирав, се сеќавам за даат стипендиите, што се за во Германија. Бараат да имаш препорака, мислам дека беше од тројца професори. И баш во тој момент го замолив мојот ментор да не заборави да ми напише препорака. И потоа завршувам магистерскиот труд и се тоа. И јас добивам повик од колегата, од Ману. Ми се јавува и ми вика, знаеш што, професорот сака да зборува со тебе. И мене ми беше малку чудно затоа што само што заминавме од... Професор Коцарев? Професорот Коцарев, да. Значи, мене ми беше малку чудно затоа што само што заминавме од магистерски, од браната на магистерскиот труд. И професорот ми вика, дали сакаш да одиш во Канада? И мене ми е као, да, што е работа. Не знам, ќе размислам. Да, као, само што ве замолив да ми напишете препорака, ама секако, да, сакам да одам. И тука беше професорот Никола Стиков и професорот Коцарев кој што е исто мој добар пријател. Дефинитивно. Така. Беше во тој период беше тука во Македонија и баш се потрефи да биде во Ману, Дента, и професорот му кажал дека имал одбрана на магистерски труд на Финки и тој магистерски труд бил поврзан со она што професорот Никола Стиков го работи. И така да понатаму се сретнавме ние со професорот Никола Стиков, разговаравме и одлучивме да ги продолжам
моите докторски студии во Канада кај Те него. дадовме со стројници кај Дефинитивно. Кажи ми, се си кај него класа, така Да, мислам, значи- он ти е ментор Да. за докторските студии. Да, значи он ми е ментор. На универзитетот во Монтреал беше? Да, на Универзитетот во Монтреал, поточно на Екол Политехник, кој што е афилиран со Универзитетот во Монтреал. Тоа е политехничката школа на Универзитетот во Монтреал. Да, нешто би дошло како електро кај нас, така, електротехнички. Значи Не баш или? Не баш, значи инженерски факултет. Значи ги има насоки од сите инженерски области, значи Аха, од така. биомедицинско инженерство до применета физика, информатика, хемиско инженерство и така натаму, индустријско инженерство исто така. Мислам, не ти се заблагодарив што воопшто дојда, мислам, од сега. Знаеш како викаат, она слоганот на Баскин Робинс, ако ти текнува, Да. Eat dessert first, викаат. Така, значи, изеди го Дефинитивно. десертот прво, па после главното после јадење. Така. Јадење, така што ние веќе, нели, го каснавме малце десертов, така што Така. дека биде муаветов. И затоа, прво, да го поминам и тој, да ти заблагодарам што одвои време што дојде. Инаку, ова е прв пат вака во живот, значи да разговарам со некого. Обично нели интервјуата одеа преку интернет, преку Skype и преку други сервиси, но е навистина многу поинтересно и попријатно кога и поприродно кога зборуваш со некого лице в лице. Ние се запознавме токму преку нели твојот ментор, преку Никола Стиков, Така. во една серија на предавања на Финки. Држеше вежби околу програмирање во Python и други некои Така. елементи. Како заврши тоа? Мислам, јас бев на 2 предавања, ама не... Така, заврши окей. Мислам, добивме она што го баравме од студентите. Значи, добивме одреден интерес кај студентите да почнат да се занимаваат, односно да им го развиеме чувството за отворена наука. Значи, предметот конкретно се викаше методологија на истражувањето во ИКТ. И целта на предметот беше да ги запознаеме со студентите, затоа и ние дојдовме тука, да ги запознаеме со студентите со она што сега во моментов е тренд во отворената наука, односно барем софтверскиот дел од истражувачкиот процес. Значи, она што го работевме беше Jupyter Notebooks, кој што моментално е нешто доста користено во истражувањето. Потоа работевме со докери, работевме за визуализација, значи интерактивни визуализации, затоа што сметаме дека она што ни фали во трудовите е одредена интерактивност. Значи, да имаме одредена интерактивност кога ги представуваме фигурите, и затоа опфативме еден дел со визуализација на податоци, со помош на Plotly и други библиотеки кои што се дизајнирани за програмскиот јазик Python. Ќе се навратим и на отворена наука и тоа е нешто за што би сакал да зборувам. Впрочем, што и ти, нели, и твојот ментор Никола сте големи пропоненти, нели, на отворената наука, Да. вклучително и мене, јас Да. сум за тоа, секако се разбира. Нели, рековме замина во Канада да студираш. Така. Конкретно на кои теми истражуваш, како се состојат, значи нешто чисто ни кажеш нешто за твојот формален академски дел, па после ќе продолжиме со Ваши. останатото. Значи, заборавив јас да ти се заблагодарам, се надевам дека ова ќе го ставиме некаде на почетокот. Ќе го монтираме ова, ќе се направиме Дефинитивно. ротација некоја. Ти благодарам многу, Атанас, што ме покани да бидам дел од подкастот на Наука Секое за сите. време кога сакаш. Исто така да ти се заблагодарам, мислам ми представува огромна чест и задоволство што можам да поспоруваме со тебе за наука и за отворена наука и за останати теми кои што се поврзани со науката. Значи, се запознав со професорот Коцарев некаде во 3-4 година, кога предаваше за машинско учење и од секогаш имав желба за медицина. Односно, нешто да биде поврзано со медицина. Тоа ми било желба уште од многу одамна, ама сепак завршив на инженерски факултет. Вие инженери и на доктори ќе ми ја земете работата, како сте кренале. Мора. Не, никогаш нема да можеме да ги замениме докторите во секој случај, али сакав нешто да биде поврзано со медицина. Сега кога се шегувам, тоа е навистина еден глобален тренд каде што се повеќе не само инженери, туку и програмери и физичари навлегуваат во полето на, да речеме, биолошките науки генерално. Се Не мора тоа да согласувам. биде
само медицина, така што да, има многу голем трансфер и тренд во светот токму во насока на биомедицинското инженерство. Да, се согласувам, целосно се согласувам. Значи, кога се запознавме со професорот, видов дека работи на проекти кои што на некој начин се поврзани со медицината и баш му пристапив и го прашав дали може да правам дипломска кај него. И тогаш професорот Коцарев ме воведе во таа насока на биомедицинско инженерство на некој начин. Така започнав да ја правам дипломската работа на тема анализа на мозочни податоци, на функционални мозочни податоци, значи податоци добиени од функционална магнетна резонанца, и потоа продолжувам со магистерските студии исто кај него. За време на магистерските студии обавувам и пракса во МАНУ и навлегувам многу повеќе во темата на теорија на графови, односно моделирање на на мозокот со помош на математички абстракции, како што се графовите, кои што воедно се и наједноставниот начин да го представиш мозокот. Така. Од каде имаш интерес за медицина? Кога ти се роди? После од како започна на електро или од претходно? Зашто не запиша медицина? Зашто отиде на електро? Значи, љубовта кон медицина ми се роди многу порано. Од секогаш ме привлекувала медицината. Уште кога бев средно, значи уште тогаш го имав тој момент на недоумица дали да се запишам на инженерски факултет или да се запишам на медицински факултет. Ама не знам, љубовта кон математика, љубовта кон физика некако преовладеа и започнав со студии на инженерски факултет. Да, мислам дека и паметно си направил, тоа е многу попаметен тренд. Денеска медицината практично се дигитализира и се согласувам. Технологијата се повеќе и повеќе навлегува во медицината и оние фундаментални биолошки истражувања, не знам, физиологија, структурални проблеми на организмот, клетки и така натаму веќе се прилично добро истражени, сега останува како ќе се манипулираат технолошки. Така. Значи, тоа е во суштина трендот во денешно време. Значи, медицината не е само медицина, односно поставување на диагноза, туку медицината почнува да станува наука која што вклучува многу други области. Значи, вклучува инженери, вклучува физичари, вклучува математичари, вклучува и доктори, кои што, односно лекари. Да, и ако се додадат и феномени како што се генетика на тоа, веќе геномот станува предмет на компјутерска анализа. Дел од компјутерските науки е практично повеќе отколку од медицината. Така. За да стигнеш до одреден, да речеме, до одредена диагноза или за одреден третман да дефинираш, потребно ти е прво да направиш една компјутерска анализа на таа проблематика, па да дојдеш до тоа. И тоа е промената од оние традиционални методи каде што докторот те диши земи воздух и се диагностицира. Се согласувам. Инаку излезе за Google прочитано дека веќе вештачката интелигенција станува подобра во детекција на патолошки промени во човековото тело. Мислам дека радиолозите, оние што ги читаат, што ги прават оние рентгенски снимки и други визуализации, полека ќе треба да си најават може би друга работа, мислиш? Не можам да се согласам тука целосно со тебе. Мислам дека радиолозите мора да бидат тука. Значи човечкиот фактор мора да постои. Машините се тука за да им помогнат на радиолозите при детекција на некои патолошки промени кои што не се видливи. Но сепак мислам дека крајниот збор го има радиологот. Човекот мора да стане главен. Се согласувам. Знаеш, мислам дека ова е зависи која е референтната точка на оваа дискусија, од каде поаѓаме. Ако зборуваме за сегашното ниво на вештачката интелигенција, тоа е така, да се сложам со тебе. Но еве да претпоставиме во иднина доколку се предмине оној event horizon, на вештачката интелигенција, точка од каде што нема враќање, односно каде што суперкомпјутерите и вештачката интелигенција ќе бидат далеку поинтелигентни и понадмокни од човекот, тогаш може би е малку поинаку ќе гледаме на работите.
Тука се согласувам, целосно се согласувам, затоа што мојата референтна точка моментално е вештачката интелигенција во моментот. Понатаму, секако, дека роботиката, вештачката интелигенција ќе превземе многу работи на своја рака. Да видиме. Мислам, има две спротиставени гледишта. Некој вика дека таа ќе се развие во независен ентитет практично, кој што ќе го надмине човекот. Други велат дека човекот е супериорен поради фактот што има развиено свест, али тоа е дискусија за друга тема. Така. Тоа е за друга прилика. Значи, работеше на методи на анализа на функционална магнетна резонанца. Тоа беше за дипломските. Дипломските, тука застанавме така. Да. Завршувам. Рековме, отиде 2016 во Канада под менторство на професор Стиков. Така. Мислам, ти ми испрати еден твој труд и така. Уште еден, значи, кој што ти е, да речеме, на кој што реферираш во твоето поле на истражување. Така. Конкретно се обидуваш, од она што можев да го прочитам, да развиеш подобри методи на диагностика и на детекција на мултиплекс склероза. Така. Значи, моментално работам на воведување на мерењето миелин, односно информацијата за миелин во конектомот. Досега билдањето на конектомот, односно правењето на конектомот се заснова само на податоци добиени од дифузија. Значи, со помош на дифузионите податоци, односно како водата се движи во мозокот, ние имаме можност да изградиме индиректна слика за патиштата во мозокот, односно како регионите се поврзани меѓу себе. Всушност тоа е дефиницијата за конектом за слушателите кои што не се добро запознае. Конектом е како групи на неврони се поврзуваат со други групи на неврони. Нешто како да речеме, кога ќе видиме мапа и на неа има онака реки, патишта и така натаму. Тука ги имаме патиштата и градовите, како градовите се поврзани меѓу себе. Да визуализираме чисто да појаснам. Так. И после кога ќе добиеме тие мозочни патишта, односно кои што ги нарекуваме трактови, ние всушност можеме да ги моделираме со помош на математичка абстракција, како што се графовите. Графот, да појасниме малку за слушателите, графот е всушност множество од нодови, односно точки во мрежата, да речеме, точки во мрежата, односно темиња и врски кои што ги поврзуваат овие темиња. Сега, бидејќи во мозокот има три типа на поврзаност, значи има структурна или анатомска поврзаност, која што се однесува на вистинските анатомски патишта кои што ги поврзуваат различни центри во мозокот, односно делови од сивата материја. Потоа имаме функционалната поврзаност, која што на некој начин ни кажува кои региони се активни при извршување на одредена задача. И третиот тип на поврзаност во мозокот е ефективната поврзаност, која што го мери каузалниот ефект, односно причинско-последичниот ефект, односно кој регион се активира како последица на активацијата на некој друг регион. И така да конектомот на почетокот се појавува, мислам конектомиката како наука се појавува некаде во 2005 година, значи Олаф Спонс го воведува зборот конектом за прв пат во неговиот труд, со цел да реферира на структурната, односно анатомска поврзаност на мозокот. Сега да се навратам малку на графовите, значи како што кажав претходно, графот е математичка структура составена од темиња и врски кои што ги поврзуваат овие темиња, односно региони. Ако направиме паралела со мозокот, односно ако ги примениме во мапирање на мозокот, во тој случај темињата ќе ни представуваат региони во сивата материја, односно делот каде што се наоѓаат невроните,
а врските ќе ни се однесуваат во зависност од тоа кој тип на поврзаност, на мозочна поврзаност го анализираме. Врските може да ни представуваат анатомски врски кои што ги поврзуваат регионите, односно трактови, може да ни поврзуваат корелацијата во случај на функционална поврзаност или каузалниот ефект доколку станува збор за ефективна поврзаност. Така, само за слушателите, мислам дека ми е познато, сива материја и бела материја нели на мозокот Так. се генерално синоними за сивата материја е оној процесорски дел на мозокот, тоест телата на самите неврони и да речеме и нивните уши, дендритите и така натаму. Дендритите се во сивата се нарекуваат сиви затоа што најверојатно при боење и при обсервација повеќе се нели кон таа нијанса, додека белата материја на мозокот е всушност се каблите кои што произлегуваат од тие процесори и генерално ги опфаќа нели аксоните, така наречени оние главни кабли кои што излегуваат од телото на невронот, кои што спроведуваат нели информацијата понатака. И бели се затоа што? Затоа што миелинот им ја дава белата боја. Така, нивната обвивка, нивната така наречена миелинска обвивка е бела. Затоа што е изградена нели од липиди. Од липиди, липидите се оние делови кои што го миелинот е липидна структура која што го обвиткува аксонот и му ја дава белата боја. Исто така миелинот е доста значаен во трансферот на информација, односно колку ефективен ќе биде трансферот на сигналот од еден неврон до друг неврон. Така, да, од сите кои што имале искуство нели со користење на кабли, подебел кабел, подобра изолација, подобар сигнал, така, помала загуба на сигналот. Така, дефинитивно. Побрзо се пренесува сигналот, поефективно е, нема губење на сигнал, доколку настане демиелинизација на аксонот, тогаш сигналот слабе, како што се пренесува така и слабе, исто така може и да се изгуби. Значи да не стигне до таргетот, односно до следниот неврон каде што треба да биде пренесен. Чисто за слушателите, на да речеме типична структура на невронот се состои од дендрити кои што се внес нели во самиот импутот. Тоест неговите уши, значи тоа се мали разгранети елементи на невронот. Се обидувам да го објаснам на попрост начин. Мали разгранети елементи на невронот кои што практично го примаат сигналот од некој друг неврон. Од други неврони. Потоа доаѓа нели следен елемент е невронското тело, односно сомата, да. Сомата, така. И последниот елемент на невронот, на типичен неврон, нели, е аксонот. Тоа е еден издолжен кабел кој што произлегува од телото на невронот и кој што е практично устата, да речеме, практично говорот на невронот, кој што го пропагира сигналот подоцна кон другите неврони. Так. И тоа е еден, циклус, еден систем. И заборавивме да ги спомнеме, има уште последниот дел, односно аксонски завршетоци, односно синапси. Синапсите, така. Да. Тие се исто така доста интересни затоа што тие се всушност контактните точки каде што еден неврон се спојува со друг неврон. Така. И зошто го збориме ова? Зошто се обидуваме да опишеме анатомијата на невронот? Е токму затоа што ова што го истражуваш ти, мултиплекс склерозата, така, е последица на намалување токму на таа миелинска обвивка на тие аксони, на тие кабли кои што ја изнесуваат информацијата од невронот. Така. Можеш нешто повеќе околу тоа да не кажеш чисто зошто тоа се случува? Прочитав некои статистики дека повеќе жените нели страдаат од мултиплекс склероза. Мултиплекс склерозата се смета за неуроинфламаторно заболување, односно неуроинфламаторно, неуродегенеративно заболување кое што обично се јавува околу вентрикулите. Односно најпрво започнува некаде според последните истражувања, најпрво започнува некаде во рбетниот мозок и во сивата материја, а потоа исто така се појавува и во белата материја. Неуроинфламаторно во превод значи кога имуниот систем на телото го напаѓа сопственото тело. Значи сопствените клетки. Так. Значи имаме ослабување на blood-brain barrier, значи на бариерата помеѓу крвотокот и мозокот, и навлегуваат леукоцити во
голем број на леукоцити кои што понатаму тие леукоцити го напаѓаат миелинот како нешто што е страно, Значи погрешно го детектираат како не своје антиген, како Так. нешто туѓо, да. И практично се обидуваат да го одбранат организмот и со тому прават штета, ја нарушуваат таа обвивка на аксонот. Така, ја нарушуваат, односно ја разгризуваат на миелинска обвивка и понатаму доаѓа, особено во белата материја, околу вентрикулите се појавуваат она кога ќе видиме на магнетна резонанса, мултиплекс склероза, гледаме во зависност од тоа каков контраст користиме, можеме да видиме бели точки, односно бели структури во белата материја на црно-бела слика. Така и последиците од тоа е што невронот веќе ја губи способноста да комуницира практично со другите неврони. Така. И тоа се рефлектира на бихевиорално ниво, значи луѓето губат способност да ги контролираат своите мускули во зависност Така, во зависност од делот каде се наоѓа лезијата во мозокот, се појавуваат различни симптоми. Многу често се појавува губење на видот, доколку е афектиран, засегнат. Доколку е засегнат визуелниот тракт, тогаш се појавува губење на видот, доколку е засегнат некој од моторните трактови, тогаш се јавува неможност за одење, односно одземање на одот, односно на движењата на телото, опфаќа голем број на симптоми, во зависност од тоа каде се наоѓаат лезиите. И практично е хронична болест која што трае со години, може би цел живот за одредени луѓе. Да, дефинитивно. Но сепак тука има и еден интересен дел, она што го забележуваме на магнетната резонанца е тоа што после појавувањето на лезијата поминува одреден период и се случува ремиелинизација, односно постојат повеќе типови на мултиплекс склероза, така да во зависност од типот на мултиплекс склероза се појавува и ремиелинизација, односно се обновува миелинската обвивка, ама сепак како и се во организмот, и тоа е некое малку поинакво ткиво, тип на лузнат ткиво, кое што не е она оригинално ткиво кое што било претходно, така. Тоа мислам да, многу е слично со кога некој ќе се исече на кожата и ќе му остане лузна. Практично на некој начин кожата се поправила, се репарирала, но ткивото кое што го било одговорно за тоа не е истото, потполно истото ткиво како и претходно. Да. И затоа го се нарекуваат лузна. Се согласувам. И со самиот тој факт, и ефективноста и функционалноста на, да речеме, или органот или самата клетка, ако се работи за неврон, е нарушена. Да. Така. Сега, кажи ми како во тој дел како се детектира мултиплекс склероза сега, покрај оние визуелни, видливи оние бихевиорални манифестации, симптоми од типот губење на видот, неможноста да се диши, неможноста да се контролираат мускулите и така натаму, тоа се тие видливи симптоми, но доколку сакаме да го потврдиме на диагностички на мозочно ниво, дали некој навистина има мултиплекс склероза, кои методи не се на располагање во моментот? Покрај бихевиоралните методи кои што се користат за детекција на мултиплекс склероза, исто така потребно е да се направи диагностички дел, односно со користење на диагностички техники, како, например, магнетната резонанца, за да може полесно да се детектираат ваквите лезии кои што се појавуваат во мозокот. Лезии се еден вид на, ова што рековме претходно, еден вид на лузни, односно нарушено ткиво во мозокот. Така. За да можеме да ги детектираме ваквите лезии, можеме да ги детектираме со различни контрасти на магнетна резонанса, како например еден начин за детектирање на овие лузни или лези во белата материја се со користење на флер. Тоа е техника од магнетна резонанца која што дава добар контраст кога има лези во белата материја. И исто така многу често се користат и контрастни агенти, како например гадолиниум, Enhanced T1
секвенца, за тоа контрастниот агент, за тоа што е нарушена blood-brain barrier, навлегува во лезијата, затоа што е инфламаторен процес, навлегува во лезијата и дава подобар контраст, односно подобра визуализација на тоа каде Или сумирано каде се кажано, сето ова се техника кои што се обидуваат да ја обојат лезијата со цел да Так. стане повидлива, односно да Так. биде детектирана визуелно подоцна во проекцијата. Так. Кажи ми, што е она ново кое што се обидуваш да го придонесеш во детекцијата на мултиплекс склерозата? Новитетот кој што сакаме да го допринесеме, да ги фузираме две различни методи. Односно, да фузираме конектомика со квантитативна магнетна резонанца. Квантитативната магнетна резонанца е техника во која што бројките, односно интензитетите во сликата имаат одредено значење. Односно имаат units, како Па единици, единици мерки, да. значи кои што се специфични за различни ткива во човековото тело. Затоа постојат техники во квантитативната магнетна резонанца кои што се сензитивни, например, на миелин или на некои други делови од мозокот. Така да, конкретно, она што јас се обидувам да го направам е да ги комбинирам, да земам информацијата за миелинот и да ја додадам на конектомот. Затоа што конектомот е само мапата. Немаме, многу често немаме информации за тоа колкаво е нивото на миелинизираност на врската која што поврзува два региони и така натаму. И она што ние го правиме е да ја додадеме информацијата за миелинот во конектомот и понатаму да продолжиме со детекција на дали на некои невролошки заболувања со помош на конектомика, што е многу поедноставно. Така, да преку комбинација на двете методологии Так. да се допрецизира, што попрецизно се одреди Така, типично во кои делови од мозокот е настанато нарушувањето, но Така. тоест да се лоцираат тие лезии и тие проблеми. лоцирањето на лезиите е друга проблематика. Она што ние сакаме да го направиме, лезиите се веќе тука. Детектирани се, можеме да ги видиме. Она што ние сакаме да го направиме е да додадеме информација за миелинот, на врските во конектомот и потоа да видиме како тие соодветствуваат со симптомите, односно бихевиоралните колку тие лези го проблеми. нарушуваат сигналот Так. практично Так. во мозокот. Так. Колкав е нивниот ефект квантифицирано врз нарушувањето. Так. И понатаму, например, со користење на техники кои за трансфер на информација низ мрежата, да одредиме колкаво ќе биде доцнењето или доцнењето на сигналот кога патува од еден регион до друг регион. Така, податоците кои што ги користиш во твоите анализи се добиени тука кај нас или во Канада? Значи, податоците конкретно ако зборуваме за мултиплекс склероза се добиени од Италија, значи од наши соработници од Италија на универзитетот во Сиена. Да, спрашувам затоа што сепак е малку бара поголема технологија тоа сето да се детектира, да се организира, да се добијат таквите податоци, така што дефинитивно. Не сум сигурен дали кај нас воопшто имаме таков капацитет за Мислам дека имаме. Мислам дека имаме затоа што сега на пример имаме 3-4 скенери само на државните клиники во Скопје, кои што имаат капацитет да ги направат овие снимки понатаму да продолжиме со анализа. Односно имате пристап до тие податоци, мислам за обработка? Дали соработуваат со вас? Тука во Македонија се уште немаме направена никоја соработка. Се надевам дека во иднина ќе постои одредена соработка. Нека биде јавен повик ова. Дефинитивно. Ајде дечки, дајте податоци да. Дефинитивно. Мислам дека има напредок на тоа поле и дека во скора иднина би требало да почнеме да правиме такви некои анализи со помош на податоци кои што се добиени тука во Македонија, затоа што сметам дека имаме капацитет сето тоа да го истуркаме на прав пат.
Како ги анализираш тие податоци, мислам, во која форма ги добиваш и што правиш со нив, мислам, како ја извлекуваш информацијата која што тебе те интересира од? Така, значи, како ги добиваме податоците? Податоците ги добиваме во како ро податоци, односно Да, како сирови податоци. Сирови да. податоци на Необработени податоци. необработени, потоа со користење на софтвер кој што го имаме развиено во нашата лабораторија, QMR Lab се вика, развиен е од лабораторијата Neuropoly, каде што и практично јас работам во моментот, каде што мојот ментор е кодиректор на лабораторијата. Значи, ние развивме софтвер кој што ќе направи фитување на податоците кои што ги добиваме од магнетна резонанца и ќе направи да добиеме, односно кога ќе ги направиме фитување на податоците, да добиеме квантитативна мапа која што во даден Фит е случај еден вид на прилагодување на податоците за како да го објасниме ова на да, тежок малку термин за објаснување на македонски, да се да се најде, да речеме, графички опис кој што кореспондира со информацијата на податоците. Како не знам кој би бил македонски јазик. Не знам ни јас, мислам дека да се најде линија, односно крива, која што најдобро може да ги опише податоците. Односно линеарна комбинација, линеарна во случаја кој имаме линеарно фитување на податоците, да се најде правата која што најдобро ги опишува тие точки, односно поминува најблиску до сите точки кои што ги имаме. Значи, од кога ќе ги добиеме податоците од скенер, пристапуваме кон нивно предпроцесирање, односно затоа што многу често се јавуваат артефакти во снимките. Најпрво, затоа е потребно најпрво да ги исчистиме тие артефакти и потоа преминуваме во фаза на процесирање на податоците, односно со помош на биофизички модели ние да го објасниме сигналот кој што го добиваме. Постојат различни квантитативни методи кои што се сензитивни или специфични за различни структури, да речеме, односно градливи компоненти на мозокот. И затоа имаме, например, миелин, техники кои што се сензитивни на миелинот во мозокот, имаме техники кои што кажуваат, кои што ја даваат насоката на фајберите, односно врските кои што ги поврзуваат различни региони во мозокот. И она што ние го правиме, значи со користење на софтверот, ние ги правиме тие биофизички модели, односно ги фитуваме и добиваме одредена информација за миелинот во мозокот и потоа ги користиме го користиме миелинот, информацијата за миелин, односно од миелинската мапа, го додаваме на конектомат, односно на мапата на мозокот, која што е, како што рековме, составена од темиња и врски. Така, врз основа на вашите информации може да се развие третман, нели? Може да се развие терапија и мислам, како допринесува во тој контекст? Мислам, како ја помогнува и ја олеснува терапија, ефикасноста на терапијата ја зголемува? Тука би рекол дека повеќе одиме на рана диагностика, односно детектирање на раните промени кои што се случуваат пред да се појават оние многу видливи лези. Така, затоа што логиката е колку порано се детектира, толку поефективно може да се превенира и да се спречи да се лекува. Така, толку подобар менеджмент може да добиеме понатаму. Значи, она што ние го правевме во тој труд е рана детекција на мултиплекс склероза. И сега да се навратам пак на со додавање на информацијата за миелинот, ние понатаму можеме да користиме техники од теоријата на графови и да пристапиме кон анализа на ваквата мапа на мозокот. Така. Кога рече треба
докторираш официјално? Значи официјално треба да докторирам годинава. 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 Да, ќе биде. Се надевам. Сега си тука така се враќаш набрзо во Канада и почнуваш да работиш на одбрана на докторската. Так, значи се враќам за неколку дена во Канада и продолжувам со мојата работа, односно со спремањето на докторската дисертација и со припремите за одбрана на... Важи, ако треба врски да фаќаме кај Стиков, пријатели сме, кажувај, он ќе му се шегувам, Нема поздрав проблем. до него, нема. Дефинитивно Так. голем поздрав до менторот. Да, вака сега малку да излеземе од овие теми на, да речеме, академска и професионална дискусија. Кажи ми како е животот во Канада, мислам, како се снајде? Што те импресионира, што ти пречи? Животот во Канада е супер. Значи, имаме некој европски стил. Она што ме пречи во голема мера е студот. Значи, зимите се ужасни. Тоа е нешто кое што навистина ми пречи во... Што значи, Канада. многу се студени, многу снег, ветришта, така? Многу северни ветришта. Мгм. Значи, Колку е просечната температура во зима во Канада? во зима, во зависност од периодот. Значи, ноември, декември знаат да бидат поприлично, што би рекле ние, меки, а потоа јануари, февруари знаат температурите да отидат многу под нулата, односно да имаме температури кои што се минус 20, минус 15 степени Целзиусови. Значи, тоа е делот кој што навистина ми пречи во Канада. Инаку Канада како Канада е, мислам, прекрасна земја. Има многу работи кои што може да се видат во Канада и тоа Има и голема македонска заедница таму, така. Да, има голема македонска заедница. Таа македонска заедница е повеќе во Торонто, односно во област Онтарио. Таму се наоѓаат голем дел на македонци, таму е центарот на македонската диаспора во Канада. Во делот каде што сум ја, во Квебек, односно во Монтреал, не знам дали има толку голем број на македонци кои што Слушав некој живеат таму. подкасти, мислам дека беше Джо Роган, не се сеќавам, токму коментира на тоа дека чувството кога се оди во Торонто е многу потопло, луѓето се многу погосто примливи, многу попријатни отколку во Монтреал. Тоа беше нивниот заклучок, дали е тоа така? Дефинитивно. Имаш печаток дека Би се согласил тука, да. Мислам, топли се и во генералност се топли и квебечаните. Значи, топли се како луѓе, ама се големи националисти. во смисла спојаха се франкофони таму? Се франкофони, односно многу си го ценат јазикот и културата Францускиот јазик. Францускиот јазик, да. Значи, моментално сега, воведуваат некои нови закони за зачувување на францускиот јазик, затоа што мислам дека тоа е единствената или една од малкуте територии во Канада или области во Канада во која што се зборува францускиот јазик. Зборуваш француски? Да, Мислам, зборувам. на кое ниво, на академско ниво би можел да пишуваш, да читаш, да... Да, пишувам, Браво. читам француски, исто така имав можности да предавам на француски, значи да држам вежби на француски. Научи за 3 години кога отиде тука или од претходно? Не, значи имав научено од претходно, додека бев да, тука, значи од основно, средно, потоа поминав во Алианс Франсе и така да постојано гледање имаш на... Да. Така да го знаев францускиот, мислам не fluently, Да. ама го знаев францускиот. Je ne parle pas français. Окей. Excusez-moi. Па де проблем. Јас малку учев кога бев на универзитет. Мислам дека еден семестар, така. Мислам дека добро ми идеше. Ги знам оние je habite à Tetovo, je m'appelle Athanas, C'est ça. je suis le Macédon. Je suis un Macedon. Macedon. Така, Macedon. како се вика, да. Ама уште не го немам она Р. Француското Р. Да, дефинитивно сите имаме проблеми со она француско Р, она глотално Р, Да. кое што тие го имаат. Ама сепак
морам да напоменам дека францускиот во Квебек е малку поразличен од францускиот кој што се зборува во Франција. И дури французите кои што доаѓаат на студии или работа во Квебек, на почетокот имаат мали проблеми при разбирањето кога им зборува некој Да, еден од вид на Квебек. диалект се развил независно од таму. Дефинитивно. Да. Има примеси на англиски. Многу често кога зборуваш со некој кој што е од Квебек, многу често се случува да употребат англиски зборови во средина на реченицата. Значи, почнуваме на француски, да зборуваме на француски и само наеднаш се воведува некој англиски збор во средина на реченицата кој што е изговорен на француски начин. Нешто како ќе те колам на телефон. Буквално кога во македонскиот воведуваме некои англицизми, Аха. истото се случува и во квебечкиот француски, значи многу често знаат да употребуваат англиски зборови со француски изговор. Да, ми делува дека има луѓе од многу различни земји таму, мислам во твојава средина. Особено во Монтреал морам да признавам дека е многу мултикултурно. Значи, запознав луѓе од целиот свет. Значи, буквално од целиот свет. Монтреал е студентски град, а моментално исто така е центар за компјутерски науки. Значи, тука го имаме човекот, например, кој што има дадено голем допринес во длабокото учење, односно deep learning. Значи, тоа е Джошуа Бенџио, кој што е еден од основачите на deep learning. Така да, доста мултикултуролошка држава во која што има луѓе од сите страни на светот. Јасно. Што планираш после, нели? Докторираш? Планове? Докторирам, планови. Се уште некако ми се... не сакам многу да планирам, затоа што плановите не секогаш се остваруваат, ама сакам да се вратам во Европа. Дефинитивно, колку и да ја сакам Канада, сепак Европа ми е во срцето, затоа што потекнувам од тука, ја знам тукашната култура, тука се осеќам свој на своето. Кога одиш некаде надвор, секогаш ќе бидеш странец. Никогаш нема да се почувствуваш како некој кој што е роден таму, кој што живеел таму, кој што има истата култура и гледишта како луѓето кои што се таму родени и живеат таму од малиност. Така да сакам да се вратам тука во Европа. И сега дали тоа ќе биде Македонија? Многу би сакал да се вратам. Ама планираш да продолжиш со истражување, така да работиш на научно-истражувачка работа? Да, дефинитивно. Да. Значи, на почетокот на нашиот разговор спомнавме отворена наука. Може ли да ни објасниш што представува отворена наука и што конкретно во моментов работите во таа насока, нели? Ти и, нели, мојот ментор. Значи, отворена наука е термин кој што опфаќа повеќе делови на науката, односно имаме отворена едукација, отворени податоци, отворен код, отворени публикации. Отворени значи достапни за сите и за било кој. За секого. Само тоа треба да се објасни, нели, дека досегашниот и традиционален модел во науката да се објавуваат податоци е затворен, односно треба да платиш, треба да се претплатиш за да ги добиеш податоците или да ги прочиташ. Така, трудовите. Така, значи моменталниот модел, мислам, досегашниот модел на публикување на трудовите, научно-истражувачките трудови е затворен, односно кога ти го пишуваш трудот, го предаваш на компанијата која што треба да го издаде и таа компанија го затвора, односно ги има сите права и за да можеш ти да го прочиташ понатаму трудот или било кој да може да го прочита трудот, треба да се претплати на списанието, да плати одредена сума на пари или да го купи пейперот за да може да го чита. Она што ние се залагаме и доста многу често она што се случува е во трудовите да не се достапни податоците на кои што е правена анализата, на кои што всушност се заснова и целиот тој научен труд.
или кодот со кој што се анализирани тие податоци. И она што во моментот е критично е тоа што не може да се направи репликација на таквиот труд, не може да знаеме колку е точно тоа што е направено во трудот, односно да видиме како моделот работи експериментално. И со помош на податоците да можеме да направиме репликација и репродусибилност. Така, значи, чисто само да објасниме за слушателите кои што не се занимаваат активно со наука, тоа значи дека кога некој, научник публикува одредено тврдење, одредена теза, која што ја истражил на одреден начин, практично веднаш во науката тоа не се зема здраво за готово дека е така, бидејќи научниците типично се многу скептични и типично мора да помине низ неколку репликации, односно повторување, односно кога некоја независна, да речеме група на научници, би го прочитала овој труд и би се обидала да го повтори со истите методи, да речеме, но со различна популација на некое друго место на планетата, и доколку ги добие истите резултати, тоа ја зголемува веројатноста тврдењата во тој труд да бидат вистинити. Так. И да се прифатат веќе како научен факт. Но сегашниот модел на публикација на податоците во науката не го дозволува, односно не го прави барем процесот лесен за повторување. Значи, затоа што луѓето немаат, односно научниците немаат пристап до самите оние што ги нарековме raw или сирови податоци кај нивните колеги некаде во некоја друга лабораторија, и со самиот тој факт не постои можност правилно или прецизно да се реплицира, односно да се повтори истата студија на некое друго место. Так. И отворената наука всушност е една од главните двигатели на или цели, на отворената наука е да се добие поголема репликабилност и репродусибилност на самите истражувања, односно со користење на нови податоци и старите податоци да се испитаат колку методот кој што е предложен или техниката која што се предложува во научно-истражувачкиот труд дава исти резултати со користење на исти податоци, односно на податоците кои што се користени за да се изгради научно-истражувачкиот труд, кој што е публикуван, и со нови податоци да видиме дали и како тој метод се однесува на нови податоци. Тоа се репликабилност и репродусибилност. За ова што го збориме, да. За ова што го збориме. И практично вие во вашата иницијатива, нели, за отворена наука, мислам, го зборувам како вашата иницијатива. Тоа не е, мислам, ваша иницијатива, вие сте дел од таа глобална иницијатива. Глобална. Вклучително и јас сум за отворена наука, така што, ама во контекст на вашиот придонес, нели, во отворената наука, она што од кого што можев да разберам од предавањата на Финки на кои што присуствував, она што се обидувате вие да на некој начин да го измените тој систем на публикација од оној замрзнат формат кој што е во моментов, нели, каде што целиот труд се сведува на пишување на еден текстуален документ кој што се публикува како PDF формат, кој што е неменлив, кој што е смрзнат на некој начин, и вие се обидувате да земете предноста на дигиталната технологија, нели, во 21. век, и да го промените тој начин, тој формат во некој формат кој што би можел да биде флуиден, односно интерактивен, кога би прочитале одредена графа, наместо само да ја видиме во PDF-от, ние би можеле да ја манипулираме таа графа, значи, така да го видиме кодот позади таа графа и така натаму. Така, она што ние се обидуваме е да го смениме моделот на кој што се прави до сега публикувањето на научни трудови, со користење на нови софтверски решенија кои што ќе овозможат поголема интерактивност, односно покрај самиот PDF кој што е статички, ние сакаме да возможиме да има поголема интерактивност, односно да имаме интерактивни фигури, да ги имаме податоците сместени на некој сервер кој што поддржува отворени податоци, како што е osf.org. Тоа е сервер, односно сервис кој што овозможува складирање на податоци кои што понатаму можат да бидат достапни, јавно достапни за пошироката популација.
односно за научниците од целиот свет. Исто така користиме некоја поинтерактивна визуализација на сликите, затоа што кога правиме некакви манипулации, можеме да видиме како се менува самиот модел, односно кои се излезите од таквиот модел, затоа што кога го гледаме на PDF имаме само, например, едно фитување за една вредност, односно приказ за одредена вредност, а не можеме да имаме некоја интерактивност, па да ја промениме таа вредност, па да видиме како моделот би се однесувал за некоја друга вредност. Значи, мислам дека иднината на публикувањето е во тоа, да се овозможи поголема интеракција, јавно достапен код, јавно достапни податоци, за секој да може да си поигра со податоците, односно да ги искористи податоците и да види како. Така, како беше само формалното име на вашава иницијатива за некој кој што би сакал да го изгугла, да го провери подетално? Иницијативата на која што ние работиме се нарекува Neurolibre. Тоа е дел од канадската платформа за отворена невронаука. Тоа е еден голем проект кој што ги опфаќа голем дел од универзитети на ниво на Канада, во кој што и ние имаме дел, односно земавме учество. Така да конкретно иницијативата која што се обидува да ги направи овие интерактивни публикации се нарекува Neurolibre. Слободно слушателите можат да одат и да ја посетат и да видат како во суштина изгледа ова иницијатива, односно како во суштина би изгледало еден интерактивен труд. Но сепак сакам да додадам дека не е само отворена наука, него опфаќа делот за публикации. Значи, тука станува збор за тоа што доаѓаме од Македонија. Тука немаме доволно ресурси, значи многу често универзитетите не ни се претплатени на некои од научните списанија. Затоа тука Sci-Hub. Затоа е тука Sci-Hub, дефинитивно. Јас секогаш така на сите овие, и професори и студенти со кои што имаме интеракција во земја, секогаш кога ќе го кажат, да, точно е тоа за околу ресурсите, така е. Мислам, во минатиот подкаст мислам дека беше со Ангела Глигорова, токму ги спомнавме тие статистики за тоа колку се инвестира во земјава околу развој и истражување, нешто што ние сме некаде, ќе повториме пак 0,22 отприлика од бруто домашниот производ на Македонија, додека да речеме просечната вредност во Европа е некаде околу 2%, што значи дека земја, например, како Германија, во просек инвестира околу 2% од нивниот бруто домашен производ, кое што е, не знам, можеби 50-100 пати поголем од нашиот, што значи дека далеку поголеми суми. Тоа е неспорен факт, така, но исто така не е толку критична ситуацијата како пред 20-30 години. Така? Целосно се согласувам. Постојат проекти од типот на Sci-Hub, кои што многумина велат дека се нелегални и така натаму, но јас апсолутно ја поддржувам таа иницијатива која што преку систем на проксија ги отвора тие затворени научни списанија. Колку и да звучи тоа лудо, сепак науката мора да биде достапна за сите, тоа е дефинитивно факт. И затоа имаме тие проблеми, например, кои имаме движењето на антивакцини. Значи, баш поради тој проблем што проблемот на пишување, односно како им ја презентираме науката на пошироката јавност, а исто така и проблемот на тоа што пошироката јавност повеќе ги следи оние социјални мрежи каде што имаме надписи од медиумите кои што само собираат кликови, односно насловите, односно headlines на таквите стати се вакцините предизвикуваат аутизам или вакцините се лоши и така натаму. И тука е проблемот што секој со некаква, да речеме, идеолошка позадина, било што како и да го пишува, тој има пристап до интернет и може да го напише тоа, и таа содржина е бесплатна за секого. Секој може да пристапи кон неа, а таа содржина која што е квалитетна, проверена, направена од експерти, од научници и така натаму, практично треба да ја плати некој за да ја пристапи. Дефинитивно. И тука однапред во тој простор има различна компетитивност на самата информација. Ова лесно можеш по едно гуглање да прочиташ цела статија на некој кој што не знам тврди дека вакцините предизвикуваат аутизам, а е тотално надвор од она што науката го тврди.
И од друга страна не можеш да го прочиташ, например, да прочиташ некоја добра ревиски труд со проверени податоци на таа тема. Се согласувам, целосно се согласувам со тебе. Исто така и начинот на кој што се пишуваат научните трудови. И тоа е еден од проблемите поради кои што јавноста има одредена одбивност. Науката е срамежлива, не се експонира толку, а луѓето па ја сметаат како одбивна, односно не сакат да... И се уште владе, јас имам впечаток оној техницизам, оној академизам, ако може така да се нарече, каде што се тежне да се напишат работите на што е можно по техничко ниво, комплексен начин за да делува. Мислат се уште луѓето чувствуваат дека тоа му дава некаква сериозност и тежина на трудот. Не мора да значи и затоа и во теков на разговоров, ако забележуваш, и барем јас секогаш и целта нели една од на наука за сите, малку да го симплифицира тој, да го поедностави. Упрости, да го поедностави тој начин на говор и начин на израз. И дури кога збориме нели дури кога зборуваш за тема како што е мултиплекс склероза или за неврони и така натаму, доколку може тоа да се објасни на поедноставен начин, мислам дека ќе биде поприфатено и поприфатливо за нели пошироката јавност. Така, целосно се согласувам со тебе, затоа и многу ми е драго што постои наука за сите која што им ги поедноставува работите на пошироката јавност, односно на многу поедноставен начин им ги презентира работите кои што се напишани на технички начин во научно-истражувачките трудови. И тоа не е само за да не сватат погрешно слушателите, тоа не е упростување во смисла да се затупува нешто, тоа е едноставно прилагодување и поубаво, полесно, поефективно комуницирање. Так. Значи, проблемот е секогаш на комуникација. Не е проблемот во содржината на информацијата и квалитетот на информацијата. Колку поедноставно можеш да ја прикажеш информацијата и да биде поразбирлива за пошироката јавност, толку подобро. И затоа и исто така сме дел од иницијатива во Сдруженијето за интернационалното издружение за магнетна резонанца. Значи, журналот кој што го издава ова society, ова здружение, интернационално здружение, асоциација. Секој месец одбираме 2 труда кои што се интересни и потоа правиме интервју со првиот и последниот автор на таквиот научно-истражувачки труд и се обидуваме на еден многу поедноставен, односно поразбирлив јазик за пошироката јавност да го пренесеме таквото научно истражување. Значи, многу често, бидејќи станува збор за списание во кои што се објавуваат научни трудови кои што се поврзани со магнетна резонанца, односно развивање на нови техники за магнетната резонанца, исто така анализи и развивање на секвенции кои што дават различни контрасти. Значи, тука имаме физика, доста физика и обично тоа што се случува со широката јавност, имаме некаква одбивност. Тоа сум го забележала и тука. Имаме одредена одбивност кон физиката и математиката и некако делува абстрактно. И затоа мислам дека ваквите иницијативи како наука за сите, како MRM Highlights, значи тоа е списанието, односно блогот во кој што јас контрибутирам, односно придонесувам за пренесување на информациите од научните трудови на еден многу поедноставен начин, поупростен, за да може да биде разбирлив за пошироката јавност. Да, и од сите автори на наука за сите, честопати, вклучително и мене, кога пишуваме статии, честопати тоа е предизвикот, како да објасниш еден комплексен феномен или термин на еден поприфатлив начин и е навистина предизвик, но истовремено кој е бенефитот за самиот автор во процесот е тоа што мислам дека го тера уште подлабоко, уште повеќе на еден да речеме едноставен начин да си го представи, уште подлабоко да го разбере проблемот при
обидот, нели, да го раскаже и да го пренесе на други. Затоа ова конекција, значи ова е еден вид на романтична во заграда, нели, врска помеѓу авторот и научникот и останатиот дел од јавноста, читателите, е многу важна и има бенефити и за двете страни. И научникот повеќе, значи, навлегува во темата, се обидува да ја разбере подлабоко со поинакви зборови и самата публика, нели, го разбира јазикот, нели, на кој што комуницира таквиот научник. Целосно се Така што согласувам. секого, значи, сите што се занимаваат со наука, топло, еве, мој, како се вели, предлог би бил да се обидат своето поле, барем некои концепти од истото, да еве нека го напишат, ќе го објавиме на Наука за сите, не е проблем, на некој поедноставен начин. Наистина е Тоа би било предизвик, да. супер. Тоа Многу би било луѓе кои што супер. не пробале, знаеш дека не веруваат дека е предизвик, ама е. Голем предизвик е. Значи, освоивме прва награда, втора награда, имавме задача да го објасниме некаков термин, значи Интернационалното здружение за магнетна резонанца во медицина објави еден повик за надпревар да се креира видео, односно анимација или на некој начин видео кој што ќе се обиде да го објасни даден феномен, термин, односно она што ние го работиме, на многу едноставен начин кој што ќе биде разбирлив за ученик во средно образование. Значи, представува голем предизвик кога зборуваме за некој, значи ние зборуваме за комплексни феномени од квантна физика, од биолошки науки, од мозок и сите тие работи, да можеш да го објасниш на студент кој што е средно, кој што само што започнува да се запознава со физиката на едно малку повисоко ниво. Така да, тоа е навистина голем предизвик, а исто така голема улога играат и блоговите. Значи, блоговите се нешто кое што мислам дека доста користи. Исто така, конкретно за софтверот кој што го развиваме во нашата лабораторија, направивме веб страна на која што имаме блог, каде што ги објавуваме овие интерактивни тетрадки, интерактивни Jupyter тетрадки, за кои што се исто така корисни при едукација. Значи, претходно бев вклучен во развивање на интерактивен курс за дифузија. Значи, ќе се навратам малку наназад. Она што го споменав претходно кога зборував за отворена наука е тоа што не секогаш имаме пристап да одиме на конференции, особено кога доаѓаш од земја како што е во развој, односно кога доаѓаме од земја во развој, тогаш не секогаш имаш доволно средства за да одиш на конференции, а конференциите се интернационални конференции, се разбира, а конференциите се места каде што всушност имаш можност да ги видиш последните достигнувања во науката. И затоа имавме една интересна иницијатива заедно со Здруженијето, односно со Едукациониот комитет на Здруженијето за Интернационалното здружение за магнетна резонанца, да креираме интерактивни курсови од научници кои што се лидери во полето. Значи, доколку сакате, еве конкретно да го видите тој курс како изгледа, можете да одите на блогот на Интернационалното здружение за магнетна резонанца во медицина и да имате пристап до информации, односно до едукативни материјали, видеа кои што се направени од научници кои што се експерти во полето и лидери во полето. Веќе спомна, нели, луѓето како да имаат некоја одбивност или незаинтересираност кон науката, посебно. Сметаш дека тоа е, мислам, нашата премиса е дека научниците на некој начин не комуницираат, нели, добро со пошироката публика и на тој начин остануваат неразбрани. Значи, дали сметаш дека тоа е проблемот во комуникацијата или пак проблемот е во суштинската природа на науката, која што бара, нели, малку
поголем умствен напор и нели и логика и знаење и упорност, истражување и пред се и љубопитност. Како мислиш дека поефективно би можела да се скрши уште повеќе таа бариера помеѓу, тоест да се подобри имиджот на научниците или на науката кај пошироката јавност? Отворена наука. Тоа е тој дел кој што може да го подобри љубопитност, односно да го потикне човекот да ја разбере науката, односно да се потруди да ја разбере науката, исто така и образованието. Образованието мислам дека игра клучна улога во развојот на индивидуата како индивидуа и доколку им го пренесеме на студентите, на идните студенти, на сегашните студенти, она што ние го знаеме и доколку им ја представиме науката на малку поедноставен начин, на начин кој што студентите може да го разберат, ќе биде многу подобро. Односно, ќе ја немаме таа бариера која што денеска ја имаме кај пошироката популација. Да се служам со тебе, отворена наука, да, затоа и го поддржувам тој концепт, но мислам дека не е доволен. Не е доволен. Отворена наука е само еден сегмент на таа проблематика, односно идејата позади отворена наука е еве ви ги информациите. Така? Так. Се е транспарентно, можете да се видите. Так. Но од моје искуство онака сваќам дека луѓето не им е доволно, значи само да имаат пристап до информација. Значи треба нешто плюс, треба нешто екстра тука за да ги мотивираат луѓето да истражат таа информација. Денеска практично многу информација, мислам, денеска не е проблемот на оскудност на информација, туку е проблемот на премногу информација. Так, да се селектира информацијата. На селективноста и така. И едноставно да се мотивира некој да земе и да анализира таа информација. Да работи. Значи отворена наука е правилен чекор во таа насока, но мене тука ми е поентата повеќе на некое си, да речеме, психолошко ниво. Така. Што би било атрактивно за еден читател, или конзумер, нели, на тој материјал моје размислување на ова би било интерактивноста. Колку поинтерактивност биде направено, затоа што ние луѓето сме визуелни суштества. Она што ќе го видиме, значи мора да биде интересно, мора да биде визуелно убаво, за да ние го восприемиме многу побрзо и да го разбереме. Односно, колку поинтерактивно е направено научното истражување, односно со интерактивни фигури, со код, со сите тие примеси кои што контрибутираат односно допринесуваат за поубав изглед на истражувањето. Мислам дека тоа во голема мера ќе ги потигне и младите, кои што, мислам, студентите, да почнат да се занимаваат, односно да се интересираат за наука. Значи, интерактивноста, интерактивноста, естетиката. Мислам дека тоа, исто така и начинот на кој што им се пренесува информацијата од страна на професорите, и тоа игра доста голема улога во тоа колку некој ќе почне да се занимава со наука. Затоа и како што споменавме претходно, тука во Македонија, например, немаме доволно средства за да се занимаваме со наука, и затоа тука се оди повеќе на индустрија, односно она што се учи на факултетите е повеќе за индустријска примена, отколку за наука. Затоа што мислам дека науката конкретно во Македонија не е толку привлечена, затоа што нема пари во науката тука, и затоа и младите одбегнуваат на некој начин, односно ствараат некаков гард да се занимаваат со наука. Стрикно како професор, нели, кој што работи на универзитет, диспропорционално е твоето знаење и твоите способности практично со твојата плата, у суштина. Дефинитивно. Муабетот ми беше дека мора некако да се смени перцепцијата кон науката, да се свати дека науката е алатка за решавање на проблеми. Како што и за, нели, постигнување на
поголеми цели. Како што, например, парите самите по себе немаат физичка и суштинска вредност, значи тоа е парче хартија, но ти овозможува да направиш нешто, така да завршиш некоја работа, да си купиш нешто што ти треба. Значи тоа е ресурс, една алатка со која што исполнуваш, решаваш проблеми и остваруваш цели. По истиот принцип и науката е еден вид, односно научното размислување, научниот метод, доколку се научи, се свати, се разбере, еден вид на алатка преку која може да се решаваат многу проблеми во животот. Се согласувам. Доколку луѓето сватат дека тоа не е само некое сувопарно фактографско собирање на знаење и така натаму, туку еден вид на решавање на проблеми. Така, еден вид на методологија за решавање на разни животни проблеми. Целосно се согласувам тука со тебе. Тоа што недостасува е маркетинг. Значи не е промовирана доволно науката како наука, така да треба да се обрне внимание на тоа, односно да се обидеме да ја промовираме науката како наука, како алатка за решавање на различни животни проблеми, како што споменати. Верувај, значи ова е истава работа, ја повторувам во секој подкаст, значи професорите мора да бидат погласни, мора да бидат не само професорите и научниците, значи и студентите. Сите. Значи мора да се биде погласен, мора да се наметне тој стил на живот во јавноста. Секој ден гледаме политичка програма само на телевизија, а многу малку било каква обостаната содржина. Образовна научна, најмалку. Значи немам, не во овој период додека сум тука немам видено нешто кое што е на некој начин научно поврзано, да. Или образовни програми или на кога нашите одредени професори или научници се викаат во некоја емисија, типично се за некои политички теми. Типично се за некој општествено социјални некои таму теми поврзани со политиката, така што да, се сложувам апсолутно и не знам зошто стварно луѓе што се бават со наука имаат некоја таква инхибиција да и самодоверба едноставно да излезат и да го кажат тоа. Тоа гласно. Да. Се согласувам тука целосно со тебе. Значи она што треба ние да го направиме да ја промовираме науката. Денеска тоа ние мислам ги имаме сите услови за да можеме да го направиме тоа. Значи ги имаме социјалните медиуми. Значи, во денешно време ние сме зависни од социјалните медиуми. Тоа е медиум преку кој што ние можеме да правиме маркетинг на производот кој што ние го нудиме, во нашиот случај тоа е науката. Доста често користиме Twitter. Значи, конкретно мојата група на универзитетот во Монтреал, многу често и мојот ментор воедно е доста активен на Twitter, односно каде што најчесто го користиме, конкретно јас и мојот ментор најчесто го користиме тоа за работа, односно за промовирање на некои нови научни достигнувања, на промовирање на отворената наука, на репродусибилност, репликабилност и така натаму. Значи, мора во поголема мера, значи, покрај социјалните медиуми мора да воведеме малку да ги смениме и медиумите кои што се класичните медиуми, телевизија, како што е телевизијата, да имаме малку повеќе научни програми кои што ќе ги привлечат младите, односно уште од најмала возраст некако да навлезат кон науката и подобро да ја разберат, да ја перцепираат науката и понатаму да, и полека се воведува се повеќе и повеќе она што се вика под компјутерски потпомогнато образование или computer aided education. Так. Кај нас не е доволно, значи не е доволно само да донесеш компјутери. Исто како си донел куп компири. Ако не ги излупиш, ако не ги испржиш, така џабе ти се таму компјутерите, џабе ти се компирите во училница. Така што компјутерски потпомогната едукација или образование значи покрај описменување или употреба на компјутери да се развиваат содржини кои што ќе може да се дистрибуираат преку компјутерите, односно ова што го викаш интеракција и да се развиваат разни други критички и програмерски и технички вештини кај студентите. Не е доволно само да се воведат компјутери ако некој ги користи за браузање само на Се согласувам. Значи, сепак мислам, уште од најмала возраст ние треба да им ја представиме науката и на најмладите
за да тие видат дека науката е нешто кое што е корисно, кое што ни користи многу во решавањето на животни проблеми и со тоа кога ќе го всадиме тоа уште од најмала возраст, потоа ние всушност го менуваме начинот на размислување кај луѓето. Значи, што е најинтересно што децата во суштина, значи природно се научници. Дефинитивно. Проблемот е што им се сузбива тој природен импулс кај нив како што стареат, мислам како што растат и влегуваат во формално образование или од страна на родителите. Типично дете сака да истражува. Значи тоа е еден вид формулира хипотеза за нешто, нели тоа е се несвесно. Хипотеза во негов случај значи интерес. Формулира интерес, љубопитно е, значи има целата мотивација да оди да го истражи, односно да научи нешто ново. Но некако таа природна тенденција како да се потиснува во текот на години. Што е парадокс во случајов, нели? Дефинитивно. Значи едноставно треба не да ги научиме децата затоа што тие веќе природно го носат тоа, туку да им овозможиме уште понатака да го развијат. Се согласувам. Тој импулс природен кој што доаѓа со нив. Се согласувам, целосно се согласувам со тебе тука. Мислам дека треба да обрнеме внимание на тоа. Значи, конкретно за природните науки, како што реков, треба да имаме одредени лаборатории. Еве, например, во голем број од школите низ Македонија, не знам дали има некои лаборатории или дали има некои лабораториски часови, дури во основните училишта, затоа што мислам дека тој е тој период каде што почнува да се сузбива на љубопитност кај децата. И како што кажав, ние сме визуелни суштества, односно сакаме да ги видиме нештата за да подобро ги разбереме, така да мислам дека со инвестирање во тој домен, мислам дека можеме да постигнеме да учениците, односно понатаму пошироката популација подобро ја восприема науката. Точно, во едно општество изложено на премногу информации, значи во едно престимулирано општество и научниците за жал мора да се изборат за внимание. Значи секогаш е борба за тоа. Дефинитивно. Дефинитивно. Па Томи, не знам дали заборавивме, пропуштивме нешто да разговараме денеска во официјалниот дел од подкастот. Ние си имаме и неофицијален си правиме мовет, ама не ви го кажуваме тоа, нека си остане малку тајна. Но нели нема да биде ова последен пат. Тука сме, кога ќе се вратиш во Канада, имаме можности нели технолошки да се поврзаме, да продолжиме за одредени теми, да дискутираме. Така. Се надевам, ако имаш некогаш и време и напиши нешто за наука за сите слободно, имаш отворен подиум. Би ми било чест и задоволство да го направам тоа. Само граматички грешки ќе ти бидат поправени, другата се се договорено. Се шегувам. Така што уште една стварно фала ти што одвои денеска време. Фала и на вас што ме поканивте да бидам дел од подкастот. Навистина ми е задоволство што гледаме една ваква иницијатива во Македонија, односно доближување на науката до пошироката популација. Исто така не би сакал да ја пропуштам приликата да упатам една голема благодарност до моите ментори, академикот професор Љупчо Коцарев, кој што ме воведе во науката, и мојот сегашен ментор, професорот Никола Стиков. Во секое време може да ме контактирате за било што. Би ми било задоволство и да напишам нешто и да допринесам некако за да ја приближиме науката до пошироката популација во Македонија. Така да ти благодарам уште еднаш за поканата.